сега повторно ја поздравувам Сузе и го поздравувам нашиот гостин ова утро, Игор Маџов, недела на глобално предприемништво во Македонија. Ке интересен повторно разговор ке слушнаме Сузе, така да ја све оставам и повелете и добре ни дојдовте. Благодарам Слободанче, добро утро и добре дојде за Игор Маџов, економист и доста искусен, би рекла иновативен во областа на предприемништвото, така да ова утро имаме за цел да го развиваме предприемничкиот дух кај младите и кај сите кои што се чувствуваат млади. Игор, официјално добро утро и добре дојде. Добро утро на сите, благодарам на поканата. Така. Се сеќавам дека и минатата година во пресрет на овој настан на глобалната недела, која што ќе трае, чина ми, до декември, така, нели? Така. Глобалната недела на предприемништво всушност има за цел да ги обедини сите активности околу предприемништвото. И на крај на годината вака да се всушност да се прослават активностите и поместувањата во однос на можностите за развој на бизниси. И ова е глобален настан, значи се организира во 180 земји во светот како дел од глобалната предприемничка мрежа. И тука Стартап Македонија е една од организациите која што всушност ја координира целата активност, но повеќе од 40 партнери имаме кои што всушност се приклучуваат да додадат печат на тоа што може во Македонија да се креира бизниси, да се развива предприемачкиот дух и да ги земеме во своји раце, да младите во своја раце работата, наместо да бараат работа, да си создадат работа. Так, Стартап Македонија е организатор на ова глобална недела во Македонија и гради една успешна долгогодишна приказна подолга од 5-6 години, ако не се лажам, така, нели, кажи ни нешто повеќе за целите? Значи, глобалната недела ја организираме веќе 6-та година поред. Инаку формирани сме 2016 година како иницијатива на повеќе индивидуалци кои што работеле во стартап и во екосистемот и во предприемачкиот екосистем, за да може заеднички да си помогнеме и да ги донесеме сите ресурси што постојат за развој на стартапи на едно место. Тоа 2016 една скромна волонтерска иницијатива веќе прераснува во организација со свој оперативен тим и голем број на проекти со кои што можеме да помогнеме главно на оние иновативни компании во Македонија кои што ги нудат своите услуги не само на локалниот пазар, туку и на глобалниот. Значи се трудиме многу да помогнеме особено во овие вештини што недостасуваат и знаење за како од тука да се креираат глобални компании. Така, како економист, ќе сакаш ли вака пластично да ни го разложиш зборот предприемништво, што тој подразбира? Предприемништво пластично значи некој кој што не чека нешто да му се даде, туку ги зима прави предизвик, си дава на себе одреден предизвик да креира можности каде што другите не ги гледаат. Значи, пластично кажано е некој кој што го прави чекорот каде што другите не сакаат. И затоа викаме газиме под длабок снег на места каде што нема нешто веќе постоечко, но придобивките се навистина големи, но и ризикот е голем. Затоа што е многу голем ризикот, затоа и постои можност за голем бенефит и оттаму во процесот на глобалната недела и општо во кој што и работиме, има големи извори на финансирање од бизнис ангели, од венчер фондови, од акселератори, инкубатори кои што сакаат да помогнат на ваквите луѓе кои што размислуваат малку по-смело и да креираат бизниси кои што инаку не би биле креирани. Одлично објаснение. Што е пресудно според тебе како млад економист во предприемништвото да ја следиме интуицијата, да располагаме со големо знаење во предност на некои други кои можеби немаат такви добри квалификации, да имаме вештини или да имаме храброст да се одважиме, да навлеземе во авантура која за нас е во моментот непозната тотално? Храброста, би кажал, е една од клучните карактеристики, но секога не можеме да го земеме дека тимот, односно знаењето да се креира некоја вредност, да се започне некој бизнис и во сфери во кои што навистина може да додадеме вредност на локалниот пазар. Предприемништвото не знае за граници, може да биде од најмал индивидуалец кој што е, ние ги викаме малите предприемачи кои што заработат сами за себе фриленсери, значи самиот си се вработува, си бара сам газда, сам работник. Сам газда, сам работник, до нели компании со стотици вработени и со такви и работиме, кои што
во различна фаза на развојот различни предизвици имаат. На почетокот е како да се дојде до првите клиенти, како да се постави ценовната политика на продуктот, како да се креира продукт, еве да речеме некои работи со монистри, хоби свое си развил, да, ама како да го пласира и да заработи од тоа. Ама и од хобито следното е софтверски решенија, хардверски решенија. Работиме со навистина плеада на предприемачи во различни сфери и многу ни е драго кога ќе видиме иновативност каде што не сме очекувале да видиме. Одлично. Во биологија, во хемија, во дронови, во софтверски решенија што Браво. Ајде да се фокусираме малку на ова годинешна глобална недела на предприемништвото. Колку се најавени учесници, предавачи, какви теми ќе бидат третирани оваа година? Значи, оваа година пративме покана до сите партнери со кои што работиме. Станува збор за, навистина ни е драго што имаме повеќе од 45 партнери оваа година. Се зголемува бројот како веќе неделата продолжува и сме отворени за секој кој што сака да превземе иницијатива. Па ќе стане месец на предприемништво. Па се обидуваме околу една недела тоа да биде, иако со Стартап Македонија правиме кроз целата година активности. Во оваа недела може да се погледат одредени успешни приказни. Особено ни е драго што членовите на нашиот клуб, Founders клубот на Стартап Македонија, што членува повеќе компании со дигитални решенија кои што се на светскиот пазар присутни, ќе ги пренесат своите искуства за тоа како стигнале до првите клиенти, како ги користат новите технологии, значи вештачката интелигенција е многу атрактивна тема. Може да кажеме дека половина од компаниите со кои што работиме ја применуваат во напредна форма или веќе за да го унапредат своето работење, или нивните решенија се базирани на вештачка интелигенција. Работиме со финансиските институции, банки, кредитни бироа, инвестициски фондови. Така да имаме различни настани. Сите може да ги погледнат на социјалните медиуми на Стартап Македонија, но она што не радува е дека имаме и за млади и за стари. Она што многу добро го кажа на почетокот, сите што се чувствуваат сите млади. што се чувствуваат дека може да направат. Ние старо ништо не прифаќаме овде, нели Слободан? Јас и пред некој ден кажа во емисија, зборувајте ми за младост, не за старост. Јас не сакам ни стар кромит, ни стар компир, ни стари нови години, ништо старо. Само сакаме млад дух. Така. Знаеш, јас секогаш велам не е стар, возрасен е. Да. Искусен. Искуството кое го имаат возрастните, младите можат само да го чекаат понатаму во животот. Тоа се обидуваме колку што може повеќе да направиме спојка помеѓу искуството и младоста и желбата да се и нешто што е многу интересно, особено за Македонија, сакам да додам, е дека имаме потреба да се докажеме дека можеме. Односно дека во сфери во кои што не се мисли дека не би можеле да направиме Кои би биле тие сфери? Се извинувам, морам да знам. Да. Значи, конкретно ете во напредни технологии со вештачка интелигенција. Има компании кои што веќе се доста успешни, не само во делот на колку приходи имаат, туку и во како креираат технологии тука кои што младите викаат, па ја не морам да отидам во Германија, не морам да отидам во Америка да работам на нешто напредно, кога тоа можам да го добијам работејќи со стартап компании во земјава. Во земја, и да ги задржиме тука. И да ги задржиме тука. И тоа навистина ни е многу драго и се трудиме да креираме таква клима, приближувајќи ги и корпорациите и државата како партнер, која што би било потребна да создаде клима за да се креираат повеќе вакви решенија. Ние сакаме да кажеме, ние самите си ја креираме судбината, едноставно сакаме да ни се даде можност да малце летаме повеќе, односно да имаме повеќе одврзани крила, можности да се реализираме на начинот кој што младите заслужуваат или компаниите заслужуваат. Во таа перспектива ги спомнавме клубот на предприемачи, но имаме и голем број на партнери како акселератори, инкубатори кои што можат и за новите кои што сега имаат идеја и кои што сакаат да влезат во светот на предприемништво,
да се осмелат и да го пробаат тоа. Кажуваме дека нема подобро време да се започне бизнис кога си на факултет или кога си млад, затоа што да грешиш е тогаш најлесно и секој ќе ти прости. Понатаму грешката е потешко прифатена, но искуството комбинирано со младоста дава навистина многу позитивни влијанија и оние приказни кои што ги креираме на таков начин одат многу напред. Така, ја спомена 2 пати, ако не и 3 пати вештачката интелигенција. Игор, и тука некако ме поттикна да прашам дали сметаш, истражувајќи на пазарот како се наметнуваат нештата, дека вештачката интелигенција ја има моќта да ги фрли во заборав некои професии човечки? Не е само вештачката интелигенција, тоа е тренд со децении назад. Значи, еве да кажеме, кога првпат се појавиле автомобилите на почетокот на 20 век, многу работни позиции кои што биле поврзани со целиот тој транспортен систем на коњи исчезнува. Значи, доаѓа до технолошки револуции и сега ние сме во така наречената 4-та технолошка револуција, во која што се употребуваат големи податоци за да се решат големи проблеми. И тука вештачката интелигенција навистина доаѓа до израз за како на клиентите да им се даде искуство кое што не очекувале дека ќе го имаат или да ги направиме поместувањата на начин кој што не сме можеле до сега. Може би сте користеле ChatGPT, тоа е една алатка која што на секој им ја препорачувам да користи, да го истражува светот, да си ја формира својата мисла, функционира на... Да си направи своја диоптрија на нештата. Да. И тука компаниите ги вклучуваат постоечки технологии и ние кажуваме градиме на рамењата на джинови. Growing on the shoulders of giants. Значи не можеме да го измислиме тркалото или топла вода што се вика. Измислено е. Измислено е, прифати тоа што е, најди си го своето место, гледај дали некој би сакал да го купи тоа што го креираш и тука само прави го на начин на кој што твоите клиенти ќе бидат задоволни. Така да се враќам на вештачката интелигенција, јас викам, имавме баш вчера како дел од глобалната недела e-commerce конференција да се случуваше со фокус на вештачка интелигенција и e-commerceот. Пред неколку месеци Скопје беше домаќин на AI Summit. Значи, вештачката интелигенција веќе е помеѓу нас. Прашањето е само дали ќе употребиме за добро и колку максимално ќе искористиме, значи да го мултиплицираме ефектот од тоа што го работиме. Така. И на самиот крај да сумираме дали постои можност пријавување, да најавиме каде можат да се регистрираат сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа глобална недела. Така. Значи, слободно може да ги посетат социјалните медиуми на Стартап Македонија, да не заследат таму. Нашите партнери исто така ги споделуваат своите настани во рамки на глобалната недела на предприемништво кој што е на Facebook и на LinkedIn. Тука се излистани сите настани кои што се од отворен тип. Сакаме да се запознаеме со нови луѓе, да направиме нови искуства и отворени сме да ни пристапат на настаните кои што ги имаме, затоа и оваа година рековме дека фактички регистрација нема, отворени сме за сите. Сакаме сите предприемачи, сите млади, сите оние кои што се интересираат да направат конекции на конкретната тема и да добијат знаење. Знаење во делот на користење на LinkedIn алатки, како да добијат финансии, како може да ги искористат можностите за грантови шеми и проекти кои што постојат, да развијат својата бизнис идеја и многу други. Затоа реков, повеќе од 20 настани се, веќе и да ги излистам сите е тешко. Ќе ги листаме ние после емисија заедно со мојата колешка Слободанка, бидејќи ние сме во категоријата млади сениорки. Така е. Така, ти благодарам многу, Игор, посакувам многу луѓе да се поврзат, да се вмрешат и да се охрабрат, да излезат од велот на незнаењето, бидејќи оној момент кога нешто не знаеме, секогаш е каменот од кој се сопнуваме за да научиме нешто многу повеќе. Среќно на настанот и се гледаме можеби таму, доколку ние исто така се охрабриме да дојдеме. Што следува, Слободанче? Сега ќе кажам што следува, само би сакала уште еднаш да го поздравам гостинот и да кажам дека многу е добра идејата и онаа замисла младите генерации, младите наши да ги задржиме тука во Македонија, токму на начинот на кој што тоа и го кажавте и го образложивте. Ви благодарам, Сузе.